Почитувани мои, добродојдовте во ова божикно ново издание на емисијата за убавина и здравје Црвило. Останете со нас до крај, да не проследите, затоа што ние со екипата на Црвило ви подготвивме доста занимливи содржини. Интересни божикни традиции во светот. Една од најубавите работи за време на божикните празници е тоа што сите земји имаат своји посебни традиции кои ги негуваат и на кои детски им страдуваат. Во нашата земја тоа се кршење лепче со паричка, семејна божикна трпеза, купување божикни подароци и слично. Ова за нас се чини сосема нормално, но е прилично нетипично во останатите земји во светот, а интересно е да се види што прават тие за да го прослават празникот Божик. Македонскиот народ со многу внимание и почит го празнува Божик, кој започнува да се слави со Бадник, денот пред Божик. Со него се поврзани многу обичаи и символи. Рано наутро на Бадник децата одат по куќи и пеат разни песни пред домакините. Тие ги символизираат ангелите, а пеењето по куќи значи дека веста за Христовото раѓање ќе се прошири насекаде. Децата ги символизираат пастирите, а домот каде што одат ја символизира пештирата во која е роден младенецот. Постои уште една символика, децата се Господ Исус Христос и затоа добиваат дарови, а домакините се символ на мудерците, кои ги пренеле даровите пред младенецот. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот ова вечер не се оди на гости, се прави богата постна трпеза. Домакините се трудат да принесат од се по нешто за да им биде богата трпезата во текот на целата година. Се меси погача, а во некои места се прават зелници во кои се става паричка. Се верува дека оној кај кого ќе падне паричката, ќе го следи среќа во текот на целата година. Пред почнувањето на вечерата на која сите се собрани, домаќинот ја благословува трпезата. Го дели зелникот на толку делови колку што има членови во семејството, оставајќи уште еден дел за Бога и дел за куќата. Исто така вечерата во огнот се става бадниково гранче кој се смета за најздрво дрво, за да бидат здрави сите во семејството. Еве и неколку интересни божикни традиции во светот. Една од најубавите работи за време на божикните празници е тоа што сите земји имаат своји посебни традиции кои ги негуваат и на кои детски им се радуваат. Во нашата земја тоа се пречекувањето на коледарчињата, кршење лепче со паричка, семејна божикна трпеза, купување божикни подароци и слично. Ова нас ни се чини сосема нормално, но е прилично нетипично во останатите земји во светот, а интересно е да се види што прават тие за да го прослават празникот. Чешка. Во Чешка големата прослава е на Бадник, кога луѓето се збираат заедно на трпеза и традиционално јадат пржен крап. За да се обезбедат со свеж крап порано, многу од семејствата купуваат жив крап, го чуваат во аквариум се додека не дојде Бадник, кога ќе го сготват. Како и да е, ова се чини многу чудно и сурово, па така се повеќе и повеќе од граѓаните го чуваат крапот и го ослободуваат во река. Финска. Традиции кои секогаш се почитуваат на Бадник во Финска се одењето на божикен собир и организирање божикна семена трпеза. Финците имаат слична традиција на нашето лепче со паричка, само што таму го изведуваат тоа малку поинаку. На нивната трпеза поставуваат чинии со каша, а во една од нив има скриен бадем. Па на оној на кој ќе му се падне бадемот треба да испее песна и се смета за најсрекна личност на масата. И секако тие задолжително посетуваат финска бања за малку да се релаксираат.
претседувањето многу често и викендите, кога се придржуваме на консумирање на големи количини на храна и пијалоци, повеќе отколку организмот што би можел да го издржи, се доаѓа до прејадување. Што всушност се случува во организмот кога сте прејадени? Уживате во храната? Еве како да ја задржите линијата за време на предстојните празници. Уживате во храната. Еве како да ја задржите линијата за време на предстојните празници. Непријатно чувство. Големината на стомакот е приближно колку тупаница наша. Многу често јадете доста поголема количина и која нашиот стомак тешко ја абсорбира. Тој се проширува надвор од природниот капацитет. Состојбата сигурно предизвикува непријатност. Икање. Кога храната е многу вкусна, не е проблем само прејадување, туку и како што јадеме брзо. Ова води до апсорбција на повеќе воздух. Газираните пијалоци исто кријат таков ризик. Зимата е период кога внесуваме повеќе калории од вообичаеното, што може да има негативен ефект врз нашето тело. За да го избегнете ова, слушнете ги следниве совети. Користете го студеното време за да се загреете со пијалаци. Се препорачува да се заменат овошните чаеви со зелен чај, што е подобро и има најголем ефект доколку се купува во продавници за здрава храна и продавници за билки. Овој чај го прочистува организмот и е познат како одличен сојузнок во борбата против калориите и како средство за лекување на висок крвен притисок и сигурно ќе ве загрее и ќе исполни оваа важна функција. Овошјето и зеленчукот се неизбежни. Свежото овошје и зеленчук треба да бидат на вашето редовно мени и поради витамините што ги содржат и затоа што спречуваат дебелење. Шејковите се одличен извор на витамини и во зима и во лето, а комбинациите што можете да ги направите со обична мешалка се безброј. Со цел вашето тело да реагира оптимално на овошјето што го јадете, избегнувајте да јадете потешки плодови како портокали или банани доцна навечер. Најдобро да се консумира овој вид на храна наутро или околу пладне. Внимавајте на зачини и додатоци во јадењата. Богатите празнични оброци можат да бидат здрави ако се грижите за количината што ја јадете и зачините што ги користите. Оброците најдобро се делат на неколку помали, со пауза од секој од 3 до 4 часа. Граф, грашок и мешункасти плодови се типични зимски јадења кои ќе обезбедат доволна количина протеини. Куркумата, ѓумбирот и циметот се одличен извор за здрави зачини, што ќе ги направат вашите оброци исклучително вкусни. Покрај добро зачинување на вашата храна, тоа ќе го стимулира варењето, ќе ви даде енергија и ќе го спречи апетитот. Не заборавајте на протеините. Месото е најчестиот извор на протеини, но има многу други алтернативи што можете да ги практикувате во зима, ако претходно не сте го правеле тоа. Физичка активност. Воведете прошетки или тренинзи што ќе го одржат вашето тело и ум во форма во текот на зимските месеци. Квалитетниот тренинг не подразбира само теретани, тегови и напорни тренинзи. Можете исто така да изгубите калории со брзо одење или секојдневно одење. Начините се различни, само треба да започнете на време. Еве зашто прошетката по студено време е подобра. Често пати слушаме дека студот е добар за нашето здравје, но дали знаете кои придобивки ги имаат нашето тело и ум од ниските температури? Ви откриваме 10 предности на пешачење по студено време со тоа што ќе ги сакате зимата и есента уште повеќе. Еве зашто прошетката по студено време е подобра. Ви откриваме 10 предности на пешачење по студено време, поради што ќе ги сакате есента и зимата уште повеќе. Имаме повеќе енергија. Сакате да пукате од енергија? И изложеноста на ниски температури како што е одење на студ ќе ве наполни со енергија и ќе бидете енергични со часови откако ќе се вратите на топлина. За студот да има таков ефект, не мора да бидете изложени на него долго време. Кратко време ќе биде доволно, затоа одете на брза прошетка. Луѓето кои страдаат од несоница имаат повисока телесна температура, па затоа спиењето во малку ладна просторија на идеална температура од 16 до 20 степени Целзиусови ќе им помогне на оние кои страдаат од несоница подобро да спијат, како и на сите други. Студот го стимулира согорувањето на калориите во кафеавото масно ткиво. Кафеавото масно ткиво произведува топлина и согорува маснотии, а кај бебињата служи за регулирање на телесната температура. Кај возрастните кафеавото масно ткиво се наоѓа во помали количини. Нашиот мозок работи подобро. Докажано е дека под високи температури луѓето многу помалку веројатно донесуваат поголеми посложени одлуки.
Топлото време ги исцрпува нашите резерви на гликоза побрзо и како што користиме глукоза во менталните процеси, незиниот недостаток влијае на нашата способност да носиме одлуки. Поради почист воздух дишеме подобро. Есента и зимата значат збогум на слабиот квалитет на воздухот и високите нивоа на кислород, вообичаени во пролетните и летните месеци. Поради свежиот чист воздух, овој период од годината е идеален за престој во природа, долги прошетки и длабоко дишење. Дали некогаш сте се запрашале зошто маратоните се одржуваат кон крајот на есента? Ова е затоа што е полесно и попријатно да се работи на пониски температури. Трчањето во топло и влажно време има многу исцрпувачки ефект врз нашето тело. Истражувањата исто така докажаа дека работиме побрзо на студ, што значи дека можеме да потрошиме повеќе калории за помалку време. И не заборавајте да се облекувате во повеќе слоеви. Студот го намалува воспалението и предизвикува инфекции. Воспалението на мускулите често се ублажува со ставање мраз на отеченото и болно место, и ниските температури на воздухот го имаат истиот ефект. Многу спортисти користат криотерапија, односно терапија со мраз, во третманот на воспаление и повреди, што значи изложеност на екстремно студени температури. Останувањето надвор не прави поотпорни. Тоа е затоа што бројот на клетки кои се борат против инфекциите всушност се зголемува кога сме на студ. Се чувствуваме подобро во сопствената кожа. Во студено време не треба да се грижиме за тоа како изгледаме во бикини, што всушност ја зголемува нашата самодоверба. Исто така е време од годината кога размислуваме да вежбаме за да донесеме новогодишни резолуции. Почитуване за во денешното мени, специјално за Црвило, еден од најелитните ресторани во Струмица Вила Парк, ни подготви едно прекрасно постно мени. Станува збор за печурки на скара, ориз, компир, нешто од сезонски зеленчук, навистина преубаво изгледа оваа даска. Нема повеќе да должам, туку во продолжение слушаме повеќе за нутритивните вредности на сите овие состојки што ги гледаме пред мене. Денес печурките не се собираат само во шумата, туку се и вештачки одгадувани, например шампинјони, чија хранлива вредност не е инфериорна во однос на шумските аналози. За разлика од печурките што растат надвор од градот, по патиштата и во индустријските области, култивираните примероци не содржат токсични и радиоактивни материи. Составот и калориската содржина на шампинјоните од што се направени печурки. Овие печурки содржат многу хранливи макро и микроелементи кои се од корист на човечкото тело. За разлика од најздравиот зеленчук, 100 грама шампинјони содржат многу повеќе протеини, до 4 грама, од кои до 90 брзо се апсорбираат. Тие немаат опасен холестерол и имаат малку шеќери и масти, но тие се полни со аминокиселини, витамини растворливи во вода и минерали. Пиперките. Црвените пиперки дефинитивно се вбројуваат во најзастапените зеленчуци на нашите трпези. Македонија има особено погодни почви за култивирање на висококвалитетни сорти пиперки, како феферони, бабори, чили, зелени пиперки, ајварки, како и црвената пиперка. Овој зеленчук има специфични вкусови карактеристични и навистина широк спектар на употреби од свежи салати, полнети пиперки, лути пиперки, ајвар и различни зимници, па се до зачини од сушени пиперки. Пиперката е повеќе годишно зеленчуково растение од семејството цветни растенија, во кои се и компирот, доматите и слично. Сите сме слушнале дека пиперките се можеби најбогатиот природен извор на витамин С, побогати и од лимонот и од портокалот. Пиперките се густо нутритивна храна, односно имаат висока нутритивна, а ниска калориска вредност. Содржат висок процент на вода, над 92%. Брокулата е зеленчук што асоцира на мало дрво. Се наоѓа во групите зеленчуци како што се зелката, карфиолот и прокелот. Таа е витаминска бомба. Полна е со антиоксиданти, минерали и витамини. Брокулата може да се јаде свежа или пак сготвена. Независно како ја консумирате, бенефициите од неа не изостануваат. Таа е одличен извор на витамин С. Околу 70 грама брокула обезбедуваат дури 84% од дневната препорачена доза. Содржи и многу моќни антиоксиданти. Антиоксидантите со кои изобилува брокулата се најголемата бенефиција за човечкиот организам. Антиоксидантите се молекули што ги обновуваат и штитат клетките од штета предизвикана од слободните радикали.
Светкава шминка хит на Инстаграм. Светкава или светла, сјајна сенка ќе направи очите да ви изгледаат поголеми и поотворени, доколку ја нанесете на внатрешната страна на капакот од окото. Уште подобар ефект ќе постигнете доколку и на надворешниот дел од капакот нанесете сенка со иста нијанса како светкавата. На крај, нанесете тенка линија која ќе ја прати формата на окото светло сјајна сенка под долните трепки. Така вашите очи ќе добијат поубав сјај. Но тогаш немојте да нанесувате маскара на долните трепки. Што се сончеви пеги и зошто се појавуваат? Сончевите пеги, медицински познати како ефелиди, представуваат кружни или овални хиперпигментирани формации на кожата со големина од 2 до 4 мм. Поголема е веројатноста да се јават кај луѓето со светол тен. Создавањето на сончевите пеги е предизвикано од УВ зраците. Всушност, големената осетливост на ултравиолетовите зраци и појавата на сончеви пеги се генетски предодредени. УВ зраците го забрзуваат процесот на создавање меланин. Според тоа, не се менува бројот на меланоцитите, туку нивната исполнетост со меланин. Каде најчесто се појавуваат пегите? Сончевите пеги се јавуваат на делови од телото кои се експонирани на сончева светлина и тоа: лицето, вратот, деколтето, подлактиците, горниот дел од грбот, рамената, задниот дел на шаките. Дали сончевите пеги малигнизираат? За среќа, сончевите пеги никогаш не малигнизираат, но кај луѓето кои се поосетливи на сончева светлина, ризикот за развој на рак на кожата е поголем. Затоа кај оваа популација особено се советува да ги практикуваат советите за заштита од УВ зрачењето. Како да спречите појава на сончеви пеги? Пегите се јавуваат во детството и најчесто се генетски детерминирани. Бидејќи се јавуваат во рана возраст, се советува да се започне со превенција од УВ зраците што е можно поскоро. Потребно е да ги практикувате следните совети. При излегување, постојано употребувајте крем со заштитен фактор 50. Користете капи со широка стреја. Носете облека која ќе обезбеди поголема покриеност на телото. Избегнувајте престој на сонце во периодот од 10 до 16 часот, особено во лето. Кои се медицинските третмани за третирање на сончеви пеги? За жал, пегите перзистираат низ целиот живот. Но постојат тераписки методи кои можат да ја намалат видливоста на пегите. И тоа: третиноинот или тазаротенот се ретиноиди кои доколку се употребуваат во период од неколку месеци, може значително да ја намалат видливоста на пегите.
Криотерапија со течен азот. Пегите може да се третираат со течен азот со цел намалување на нивната видливост. Ова терапија уште е позната како траума со студ, а успешноста се должи на фактот што меланоцитите се чувствителни на студ и со тоа се подложни на деструкција. Лазерска терапија. Со помош на лазерската терапија може да се направи селективна деструкција кај меланоцитите, со што би се намалила видливоста на пегите. Оваа процедура најчесто дава добри резултати и има низок ризик за појава на несакани последици. Хемиски пилинг. Третманите со хемиски пилинг помагаат во обелување на пегите и ги подобруваат и регуларностите во пигментацијата на кожата. Напомена, доколку сакате да примените некој од овие третмани, консултирајте се со дерматолог. Драги мои, се надевам дека уживавте во ова прекрасно наше божикно издание на Црвило. Останете во добро здравие. Се гледаме наредниот петок во исто време со нови содржини. Чао!